Здраво, вие го слушате 436-то издание на Данса Макабра. Вие сте на брановите на радио канал 103. Вечерва имам намера да ви говорам за неколку албумски остварувања кои што сметам дека се значени да бидат запаметени за овој месец. Имено, додека не сме во можност во Радио Канал 103 да повикуваме гости со кои што би можеле да разговараме за нивната музика и нивните филмови, на крајот на секој месец ќе посветувам по едно издание во кое ќе направам ревизија на сето тоа што се појави во рамки на дисторзираната музика во поглед на светската музичка сцена, односно тоа што е во проминенција на рок-н-рол, на метал и на стонер звукот, ќе биде предмет на анализа на Дансе Макабре. Така што ќе дегустираме мали парчиња од албумите, но тоа ќе биде доволно сочни за да може да го почувствуваме нивниот вкус кој што го поседуваат пред се. За оваа емисија ви подготвив 5 метал албуми наспроти 5 стонер албуми. Изберете го вие самите најдобриот со оглед на тоа што емисијата има поднаслов како албум на месецот. Таа чест ви ја препуштам на вас со оглед на тоа што секој си има своја преференција за тоа што обожава да слуша. Меѓутоа, моја беше да ви понудам 10 албумски остварувања кои што сметам дека вредат да бидат преслушани и да им се посвети значително внимание. Така што на почетокот на емисијата можете да слушнете две добро познати композиции од нов бенд кои што се реинтерпретирани, односно ја слушнавме обработката на Evil на Cactus и обработката на Saturday Night Special на Lynyrd Skynyrd од страна на една нова формација на рок-н-рол супергрупа именувана како BPMD, од кој што во продолжение ќе слушнеме препознатливата композиција на Grand Funk Railroad, меѓутоа во дисторзирана верзија од истиот овој бенд, односно стана збор за We're an American Band темата, со тоа што ова е најава за нивниот албум American Made, за кој што ќе ви говорам во текот на емисијата. Дансе Макабре е емисија во која се зборува за уметност и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да ја доближи квалитетната музика до секој слушател. Вечер имаме закажано полноќен танц со смртта по 436 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Тоа што можете да слушнете беа BPMD, односно една композиција која што се наоѓа на овој албум со преработки, именуван како American Made. Станува збор за heavy metal супергрупа, од кој што морам да признам дека ми се е своевидна слабост, затоа што се ретки и секојаш умеат да нам најдат некој си интересен концепт во кој овие музичари пред се со педигре, кои цел живот сум ги слушал во матичните бендови, решаваат да соработуваат меѓу себе. Некои од нив се само пукнати балони од сапуница, но некои остануваат за паметење. Ова е првиот албум на оваа супергрупа, составена од вокалот Боби Блиц од Overkill, гитаристот Фил Дамело од Violence и поранешен гитарист на Machine Head, Марк Менги, него го знаеме како басист на Metal Allegiance и секако виртуозот Майк Портној, тапанарот на Dream Theater и тековно Sons of Apollo и мал милион на други бендови каде што удира за тапаните, кои па одлучуваат првиот албум да биде со подобар избор од кои да е домашните тезгаџи што може да го направат во нашите кафулиња и може да понаучат нешто за како се прави селекција, заради тоа што имаат избрано не само препознатливи песни, туку и песни од подзаборавени бендови кои што јас, например, не сум имал можност никогаш да слушнам, да бидат изведувани во нашата ни држава. Сега, бендот метализира хард-рок класици од Ted Nugent, од ZZ Top, од Lynyrd Skynyrd и Grand Funk Railroad, како што можете да слушнете, од Aerosmith до подзаборавени песни од Blue Oyster Cult, Cactus и Mountain, од кои ниту една песна не сум слушнал во живо да биде изведувана од домашните бендови.
албумот е направен за сопствена душа и за музика со која израснале музичарите и им се свирела заедно, очигледно. Ако слушате рок-н-рол, тогаш ова нека ви биде на модерна лектира, па може би некој од оригиналните бендови ќе ве заинтересира и тоа е и целта, да се навратите на некои бендови кои што може би сте ги пропуштиле во вашето преслушување или па да се присетите на тоа колку моќно звучеле кога за прв пат ги имате окриени. Блиц реже со неговиот глас, како што можевте да забележите, а Портној блудува за тапаните и најудобно се чувствува зад нив и ужива во секој прелаз што го прави. Фил Дамел пее со неговите рок-н-рол сола кои што ги свири на гитарата, така што албумот е издаден за Napalm Records и моја препорака задолжителна лектира за тие што се од 7 и 8 оделение за да може да се индоктринираат во рок-н-рол и во метал како што треба и да откријат голем број на класици од рок-н-рол проминенцијата кои што ги содржи ова албумско остварување. Во продолжение ќе слушнеме една композиција која што се наоѓа на Dream Squasher на бендот 16, а потоа се враќам во етер да ви говорам конкретно за ова моќно остварување. По полога пауза на музичката сцена се враќа бендот 16, односно месецот може да го започнеме со актуелни нови авторски изданија со еден култен сладж бенд кој константно издава албуми во рамките на овој жанр, но е неправедно запоставен дури и од самите љубители на жанрот. Имено 16 е бенд кој што е оформен 1991 година во Лос Анџелес и тоа што се наоѓа далеку од мочуриштата на Луизијана и Њу Орлинс може би е причината зашто е запоставен овој бенд од светската јавност, кај што, например, се готви овој звук доминантно. Меѓутоа, представува причините за не само за нивно подценување, но и самите се виновни што немаат може би албум кој што е постамент на самиот жанр, туку секојаш вадат консистентно квалитетни изданија, меѓутоа ништо да влезе во културолошкото милје и да се зацврсти како реминесцентно за самиот жанр. Dream Squasher е нивниот 8-ми албум, ако ви се верува, вадат со константно темпо албум на 4 години. Издаден е за Relapse Records, исто така реномиран издавач. И нејасно ми е зашто бенд од рангот на Acid Bath, на Crowbar и на I Hate God не ужива слични привилегии во аналите на музиката, меѓутоа овој албум е содржаен, допира до темите на автодеструкцијата, звукот е збогатен со одлични мелодиски линии на гитари, пропратни клавиатури, но моќта на сладжерите секогаш доаѓала од мрсниот риф и моќниот грол или скрим, но сите тие карактеристики ги поседува и овој бенд на самиот албум и згора на тоа додава и диверзитет помеѓу квалитет кој што го поседуваат пред се самите песни. Ова е многу солиден албум кој што е топла препорака од моја страна да го преслушаат сите љубители на тешкиот и мрсен звук. На почетокот на оваа најава ја слушнавме Candy in Spanish од овој албум, а во продолжение ќе слушнеме Me and the Dog Die Together и Harvester of Fabrication. Уживајте. Тоа беше бендот 16, од кој што можевме да слушнеме 3 композиции кои се наоѓаат на нивниот најнов албум Dream Squasher, еден гигант на сладж звукот, а во продолжение ни предстои албумот The Ghost Inside на истоимениот бенд, односно овој бенд имаше пред неколку години една одвратна сообраќајна несреќа со смртни последици на учесниците, па албумот е своевиден препород на бендот, па затоа символично насловувањето на албумот, како и самиот бенд, сметам дека е потполно соодветно на ситуацијата во која се наоѓаат. На музичко поле ова е еден од најисчекуваните модерни металкор бендови, од кои се очекува пред се да го носат овај малку
подзаборавен музички правец на својот грб, подзаборавен не од страна на неговите фанови, туку од страна на популарната музика, обидувајќи се пред се да добијат на популарност заради тоа што нивните концерти се посетени и буквално се една убава симбиоза која што младите кои слушаат агресивна музика и тоа како се запознаени за сето тоа тие што го творат. Конкретно за овој албум не слушаме некоја драстична промена од поигрувањето со метализираните рифови, присутни се брейкдауните, имаме извикувања, мелодичните полифонични рефрени се. Исто така составен дел на овој албум, односно хардкор панк влијанијата дури се распространети на секаде низ ова дело, а мелодичните гитарски лидови исто така се присутни, така што слушаме едно солидно снимено, isproducirано и одсвирено албумско остварување кое што е исто така ме радува што е составен дел од изданијата на култните Epitaph Records, така што си го најде своето место на правите издавачи кои што беа пред се тотем и постамент на панк звукот во 90-тите години, така што од овој албум ќе слушаме 3 композиции, Still Alive ја слушаме, The Outcast и Make or Break. Така што во продолжение ги слушаме The Ghost Inside. Вие слушате радио канал 103, емисијата Данс е Макабре, 436 издание. Тоа што можете да слушнете беа моќните рифови и брейкдауни на The Ghost Inside, а во продолжение ќе слушнеме музика од еден култен хардкор бенд, станува збор за бендот Chromax, кој што представува њујоршки хардкор гигант со препознатлив вокал и трзе на неговите гитари, кој уште од 1981 година стана узрок за голем број на денешни бендови, баш поради нивната леснотија со која во 80-тите ги комбинира хардкор елементите со треш метал елементите, обединувајќи две сосема поделени сцени во едно заемништво на кое може да се подзаведи до ден денес. The Age of Coral од 86-та, Best Wishes од 1989-та и Alpha Omega на почетокот на 90-тите, несомнено дека имаат поставено силна трага на музичката историја од страна на Chromax. Меѓутоа, овој бенд по нивниот петти албум во 2000 година, наместо да удри кога треба, тој се растура, заглавува по судови, со тужење за права и неразчистени односи, и 20 години подоцна го добиваме нивниот шести албум, издаден за Mission to Entertainment. Харли Фланеган е постаментот во бендот, но штом ги слушнеме гитарските сола, кои ги има буквално насекаде во песните, помеѓу рифови, помеѓу строфи, помеѓу рефрени, секоја празна секунда е исполнета од овие мелодични сола и ќе уживате во несоприливата енергија која што има бендот, која до ден денес ја еманираат од себе, кој уште тера old school звук на продукција, придушен максимално, комплетно надвор од денешните стандарди, но ова не се фосили, туку мамути на самиот музички правец кој што и имале удел во неговото оформување и зацврстување на тоа денес што го знаеме како хардкор панк. Имено ќе слушаме Chromax со 4 композиции од нивниот нов албум In the Beginning, поради тоа што се експлозивни и експедитивни. Ќе слушнеме композицијата Don't Give Up, потоа Don't Give In, се извинувам, потоа слушаме Drag You Under, No One's Victim и PTSD. Chromax, повратниците со албумот In the Beginning. Вие слушате радио канал 103, емисијата Данс е Макабре, 436-то издание, посветено на албумите кои што имав можност да ги преслушам во текот на овој месец и ви ги препорачувам истото да го направите и вие, односно една селекција на 10 албумски остварувања кои што го заслужуваат вашето внимание. Во предходниот блог слушнавме 4 композиции од повратничкиот албум на Chromax, а во овој сегмент ќе слушнеме 2 композиции кои што се наоѓаат на Lamb of God, односно истоимениот албум на култниот сега веќе бенд. Сеќавам како вчера беше појавувањето на глупирањето на бендовите од флоскулата
UFO of American Heavy Metal, кај што еден од нив се истакнуваше со прецизната и агресивна рифаджиска машина и разорниот вокал. Тоа беше бендот Lamb of God, кој што овој месец го издадува нивниот 8-ми албум по Sturm und Drang од 2015 година. Ако не ги земеме предвид 90-тите години и работењето под називот Burn the Priest, бендот постои овие 20 години и има преживеано исцрпувачки турнеи низ целиот свет, кои што имаат донесено и раздори, фрустрации помеѓу членовите, меѓутоа ги имаат и вплотено во една подцврста кохезивна единица. Сето тоа може да го погледнете на одличниот документарец Киладелфија. А само последните неколку години вокалот Ренди беше уапцен за убиство во Чешка и ги напушти колосалниот постамент тапанарот Крис Адлер, кој беше важен и составен дел од музичката алхемија, не само во свирењето, туку и во создавањето на музиката, и заменет е со тапанарот на Prong Art Cruise на овој албум. Тие се сосема поразличен бенд од музичарите кои што ги создаваа своите ремек дела, како As the Palaces Burn, Ashes of the Wake и Sacrament, по кои барем се препознаени и цел свет ги обожува химните кои што излегува од овие албуми. Јасна е потребата од пресоздавање на долгогодишната напластена болка, но тоа па и се рефлектира во музиката. Но Ренди и дружината се непокорни, покажуваат заби и задаваат удар, снимајќи албум кој можеби не може да се доближи на спомнатите, меѓутоа има супериорност во однос на трите албуми кои што не му претходеа. Затоа Джейми Джаста од Hatebreed и Чак Били од Testament гостуваат на овој албум и го подпомогна подигнувањето на неговото реноме, а композициите допираат до тековната проблематика на човекот кој што е изгубен во денешницата, односно денес дури го погледнав видеозаписот за Герс кој што го објавија, исто така композиција која што е тргнав од репертоара за вечер, меѓутоа заради тоа што немаме време за се да преслушаме, меѓутоа одлична тема за опортунизмот кој што е забележлив од луѓето кои се алчни за материјалните добра, заборавајќи ја човечноста во себе, така што во најважно е што бендот барем се состави, па сега останува на нив да продолжат да работат. Ова е чекор во права насока. Од овој албум ќе слушнеме композициите Checkmate и Reality Bath. Вие слушате Радио Каунт 103, емисијата Данс и Макабра, 436-то издание, селекција на албуми кои што беа најдоминантни во текот на овој месец, меѓутоа покрај пет албуми за кои што ви говорев, овој месец беа издадени и концертниот албум на Power Trip, Live in Seattle, потоа виртуозот гитарист Майкл Анджело Батио го издаде More Machine Than Men, New Metalците Mushroom Head го издадува Wonderful Life, The Sword издадува две компилации, а Викендов излегува новите албуми на Кара Кангрен и Falconer, така што нив не можев да ги вклучам во овој преглед, и ако би сакал да слушнам што точно снимиле овие бендови, конкретно Карак со што си поигруваат во текот на овој албум, да ја направиме трансгресијата во стонер проминенцијата, именно ни престои албумот The Naked High, односно Tap Into The Evil, еден блузерски, хардрокерски стонер бенд. Стонер преглед баш сакам да го започнеме со рокеришта кои што ни доаѓаат од Монтреал, од Квебек, од Канада, оформени се 2015 година и како што ќе слушнете се под огромни влијанија на хард рок и на блуз корените, помешано со смртоносна доза на Black Sabbath, на Down и Alice in Chains. Значи слушаме потентна комбинација на звукот од 70-тите, но со дисторзии од гранж ерата, вокал кој што потсетува можеби на гламерските години и една модерна продукција што е сублимат од најдоброто на сите музички светови.
Првото EP, The Naked High, го издадоа од 2017 година, а новото го издадоа без издавачка куќа, што е навистина огромна штета, затоа што ова беше еден од најдобрите рок-н-рол кратки албуми или албуми воопшто кои ги слушна во текот на овој месец, а не е ни долго свиречко дело, односно EP-то нема лоша песна, да беше издаден во 80-тите и во 90-тите, ќе се вртеше постојано на MTV, ќе снимаа спотови, ќе зборувавме дека ќе полнат стадиони, но реалноста е дека се канаѓани кои ако не фатат да го кружат светот, ако не го фатат патот под нозете и ја шират музиката, ништо нема да направат. Слушам потенцијал кој што треба да биде мејнстрим стандард за сите бендови денес од овој албум, од Tap Into the Evil, ја слушаме Jewel of the Crowd и Rebirth. Ова што можете да слушнете беа канаѓаните The Naked High со две композиции од нивното EP издание Tap Into the Evil. Како што може да слушнете, ова беше еден хард рок, стонер рок бенд со силно блуз влијание, а во продолжение ќе слушнеме две теми кои што се наоѓаат на албумското остварување Hunting Grounds на бендот Mothers of the Land. Станува збор за австријска четворка која е препознаена по нивните епски психоделични музички ескапади, километарски инструментални прото-метал композиции кои пред се ја истакнуваат нивната музичка сплотеност. Тоа беше впечатокот кој што може да го добиете по преслушувањето на нивното деби Temple Without Walls од 2016 година, а на нивниот втор Heavy Psych албум гитарите се тие кои повторно ги пеат мелодиите, а на слушателот му преостанува да ги почувствува нивните епски приказни, искажани со незапирливото течение на нотите. Не ме сваѓате погрешно, има и мноштво рифови во равенката, не се прото-метал бенд за џабе. Продукцијата е пригушена за денешни услови, но самите очигледно сакале помек звук за подобро да се пренесе на винилното издание и да го има тој ретро пристап кој го негуваат и со самата музика, и со визуелниот пристап на кој што се представува бендот, а и воопшто се рефлектира и на самата продукција која што ја негуваат. Инструментален бенд за секаква пригода, од рангот на музичари од Camel, Cactus, Magma, Focus, значи сите тие фьюжн бендови од 70-тите, кои што начнале дека може да предстои агривна музика во иднина. Од Mothers of the Land ги слушаме Harvest и насловната Hunting Ground. Ова беа инструменталните композиции на Mothers of the Land од нивниот албум Hunting Grounds, а во продолжение ќе слушнеме композиции кои што се наоѓаат на новото албумско остварување на Mountain Witch. Остануваме во соседството на Mothers, односно слушаме еден германски бенд оформен од 2008 година во Хамбург, составен од двајца музичари кои го негуваа во почетокот инструменталниот звук, но со текот на годините го зголемија својот звучен габарит и пропеа. 3 албуми подоцна го добиваме Extinct Cults, дело кое од првиот риф може да се забележи дека е наменето за љубителите на Black Sabbath, на Blue Cheer, на Angel Witch, на Witchfinder General, на Pagan Altar. Германците продолжуваат да ги истражуваат соничните пространства на прогресивниот и психоделичниот рок-н-рол, но низ призмата на рифаджиската музика. Албумот е издаден за This Charming Man Records и со секој нов албум бендот патува назад во времето и прави некаква временска капсула на убавиот период кога рок-н-рол музиката не само што имала значење, туку и нудела квалитет за истото. Овој бенд слободно може да се впише покрај имињата на Orchid, Blues Pills и Cadaver, како бендови кои не ги скриваат саватовските корења, но исто така па и не се плашат да дадат свој печат кој што ќе ги направи да бидат препознатливи. Од албумот Extinct Cults ќе ја слушнеме пред се композицијата Back from the Grave и по неа долгата истоимена композиција како и самиот нов албум Extinct Cults на бендот Mountain Witch. Уживајте! Тоа беа Mountain Witch со композиција од нивното последно албумско остварување Extinct Cults, а
да не звучиме демоде и за останато, оваа наезда на ретро бендови ќе ја пресечам со еден звучен арсенал кој исто така ни доаѓа од Германија, меѓутоа од Дортмунд. Станува збор за бендот Stargo, кој што овој месец го издаде албумот Parasite. Станува збор за моќни германски рокеришта, кои што уште на првата песна на албумот ќе ве разубедат дека ова се опасни музичари, кои ги владеат инструментите, кои не случајно се наоѓаат во нивните раце. Иако по дефиниција гравитираат помеѓу стонер метал и алтернативен бенд, коренито се навраќаат кон психоделичниот рок-н-рол со нивните космички навирања во музиката, што само дополнително го збогатува нивниот звучен спектрум. Бендот си дава доволно простор и пред се време да ја разработи музичката тема, пред да продре моќниот вокал, што исто така е за пофалба. А на модерната продукција треба навистина да и подзавидат останатите бендови. Ова е моќно, свежо и модерно рок-н-рол дело, какво што треба да се шири помеѓу младите слушатели. Од Stargo ќе ја слушнеме композицијата Storm и темата Parasites. Вие слушате Радио Каун 103, сијата Данс е Макабре, 436-то издание, посветено на највпечатливите музички албуми кои што имав можност да ги преслушам во текот на овој месец. Тоа што претходно го слушавте беше звукот на моќните Stargo, германскиот стонер метал бенд, а за самиот крај на емисијата им оставив место за Тија Карера и нивниот нов албум Tired and True, кој што го издадоа овој месец. Се погоди оваа емисија да доминираат инструменталистите, но тоа воопшто не е на одмет пред се. Ова е инструментално трио кое што ни доаѓа од Остин, Тексас од САД и е под силни влијанија на Джими Хендрикс, на Cream, на Blue Cheer, на Deep Purple, на Led Zeppelin, така што музицирањето воопшто не им е слаба страна, посебно не на гитаристот кој што умее да се заборави во неговите психотропни, монументални, километарски сола. Амалгамираат широка лепеза на рок-н-рол под жанрови и влијанија во нивниот heavy psych blues, призвук кој што можам да претпоставам дека се ориентирани на jam session, со оглед на тоа што кој е во постојана флуктуација и ги истражува крајностите кои што ги нуди својот звук од албум. Ќе ја слушнеме композицијата Swinging Wind. Во текот на овој месец исто така се појави новите албуми на Dirt Woman, на Mojo Blizzard, на Ruffle Feather, на Stone Rebel, на The Merle, на Vinum Sabati, така што ќе најдам начин во наредните изданија на Данс е Макабре да подметнам, да инфилтрирам по некоја композиција од овие албуми кои што за жал немаме повеќе ни време ни можност во оваа емисија да ги слушнеме. Така што за крајот на емисијата останува Тија Карера и да ја слушнеме композицијата со која што ќе ја затвориме оваа емисија, односно Swinging Wing. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 436-тиот гримоар на Данс е Макабри и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данс е Макабре, не бидете себични, почитувајте ги препорачаните мерки за заштита на себе си и на останатите, седете дома и слушајте рок-н-рол. Чао!